Денес се наоѓаме тука пред Дневниот центар за церебрална парализа, кој што го вретивме во предизборната кампања. Тоа ни беше императив, го направивме и најбрзо што можевме. Во текст е последните градежни работи што се извршуваат и припремата на она се што е суштински за опрема во просториите. И мислам дека отприлика за 5-16 дена ќе бидем пуштен во употреба. Јас се надевам и убеден сум дека и министерката ќе дојде за отворањето на овој центар. Завршен е огласот, јавниот оглас за прием на кадрите во овој центар што треба да видат. Ќе има и други кадри како што има напомнато и во минатиот период, а родители на децата со церебрална парализа кои ќе бидат вклучени како вработени во овој центар и мислам дека во иднина се она што ќе му биде потребно на овие лица со церебрална парализа и другите лица со посебни потреби, мислам дека ќе ги добиеме сите услови за тоа се случува во понатогашниот период. Јас се надевам дека после 30 септември ќе имаме уште повеќе фондови од Европската унија, каде што ќе направиме уште подобри услови и можеби ќе направиме проширување на овие лица со посебни потреби, децата со церебрална парализа, така да убеден сум дека Пријеп ќе биде еден од градовите или првите градови, можеби прв после Скопје, со ваков центар за церебрална парализа и сите услови што ги нуди за негова рехабилитација на тие и едукација на овие лица со посебни потреби. Денеска во општина Прилеп сум во посета на градоначалникот, на средба со претениците, граѓанските организации, затоа што навистина ми е драго што во изминатиот период отворивме градинка и ја ставивме во функција во општина Прилеп и сега за 15 на 20 дена отвараме центар за церебрална парализа и сето тоа го направивме за околу една година. И со тоа создаваме услуги на локално ниво со кои што покажуваме дека се грижиме за граѓаните. И ако ме прашате што значи Европа, Европа значи токму тоа. Значи дека институциите им служат на сите граѓани подеднакво, значат фондови за социјални услуги на локално ниво кои што ќе ги поддржат граѓаните во секојдневното живење, значи создавање на услови да родителите се на работа или создавање на работни места дополнителни, а децата се во предучилишно образование и добиваат еднаков старт. И они од рурална средина и они од градската средина. Токму затоа и во Прилеп во градот изградивме градинка, но во периодов се гради и во Кривогаштани до крајот на годината и таа ќе биде стартувана. Значи рамномерниот регионален развој значи исто така Европа. Токму затоа ги повикувам сите граѓани на 30 септември да излезат и сите заедно да кажеме да за Европска Македонија. Дневниот центар е една од формите на сервиси за поддршка на граѓаните со хендикеп на локално ниво и Прилеп ме радува што продолжува да биде еден од примерите и за останатите општини како треба да се работи на локално ниво, имајќи во предвид дека многу малку е инвестирано, но и вложено на локално ниво токму во поглед на градење на различни сервиси за поддршка, како дневните центри, но и како што и најави градоначалникот, ќе се работи на доекипирање на персоналот и активно вклучување не само на родителите на лицата со хендикеп, туку и на самите лица со хендикеп, што се надевам дека ќе ја заокружиме приказната како треба сите чинители да работат заедно, а се во корист на сите граѓани со или без хендикеп. Елена Кочевска, Полио Плюс, Движење против хендикеп.